Беше тоа на 18 март 1909 година, кога во Софија умре Кузман Шапкарев, еден од најзначајните собирачи, публикатори и афирматори на македонските народни умотворби и еден од првите македонски учебникари. Ги објавил делата Зборник на народни умотворенија, Наука и книжнина, материјали за животописот на браќата Миладинови, Димитрија и Константин, како и 8 учебници што ги напише за потребите на училиштата во Македонија. Роден е во Охрид на 1 февруари 1834 година. На 18 март 1926 година е роден Ташко Белчев, македонски палеолингвист. Со основно образование се стекнал во родното село, а средното образование го завршил во Битола во 1947 година. Учесник е во граѓанската војна во Грција и како ранет партизан од полската болница во Горица, Албанија, со сопругата заминува за Полска. Со високо образование се стекнал во Варшава и Вроцлав, Народна република Полска. Во 1960 година се враќа во Македонија, од тогаш живее во Скопје. Ташко Белчев е основач на катедрата за полонистика, катедра за полски јазик и книжевност. На 18 март 1947 година е роден Стево Црвенковски, македонски политичар, македонски режисер, министер за надворешни работи на Република Македонија во периодот од 1993 до 1996 година. Црвенковски дипломирал на Академијата за драма, филм, радио и телевизија во Белград во 1973 година. Работел како филмски автор во Вардар филм. Во 2002 година бил избран за подпредседател на владата на Република Македонија. Најзначајната негова активност во оваа сфера е раководењето со македонската дипломатија. По ова работел и како советник на тогашниот председател Киро Глигоров. Во 1997 година станал амбасадор на Република Македонија во Лондон. Почина на 4 февруари 2004 година во Скопје. Беше тоа на 18 март 1947 година, кога во Софија починал војводата на ВМРО, еден од најблиските соработници на Гоце Делчев, Михаил Герџиков. Бил револуционер и анархист од Бугарија, основач и раководител на Македонскиот таен револуционерен комитет, учесник во Македонското револуционерно движење, член и војвода на Македонската револуционерна организација, подосна деец на ВМРО Обединета. На 18 март 1948 година Советскиот сојуз од тогашна Југославија ги повика војните стручњаци, а следниот ден и цивилите, под изговор дека се опколени со непријателство, во обид југословенското раководство под притисок да го натера да го прифати курсот кој го наметна Информбирото, односно Москва. Беше тоа на 18 март 1959 година, кога во селото Велестово, Охридско, е роден Славе Ѓорѓо Димовски, поет, литературен критичар, преведувач. Дипломирал на Филолошкиот факултет во Скопје. Живее во Охрид, работи како наставник по македонски јазик и литература. Пишува поезија за деца и возрастни, застапуван е во многу антологии и преведуван на неколку десетици јазици, англиски, руски, српски, латвиски и други. Димовски е основач на поетскиот фестивал Поетска ноќ во Велестово. Позначени дела се Гравири, проект, Студен порив, Спореден пат, Темно место, Поезија ткаења и други. На 18 март 1996 година председателот на Соединетите Американски држави Бил Клинтон го именува Кристофер Хил за амбасадор во Република Македонија. Беше тоа на 18 март 2016 година, кога во Скопје почина актерот Ацо Јовановски, бард на македонското глумиште, кој целиот свој работен век го помина во Драмскиот театар од Скопје. Тој има одиграно околу 40 филмски улоги. Филмот Фросина, Волчја ноќ, Виза за злото, Мирно лето, Крст Ракоч, Денови на искушение, Македонска крвава свадба, Планината на гревот, Време без војна и други.